оваа земја. Ја би сакал Македонија да ја перцепирам како Швајцарија. И Швајцарија не е во рамките на Европската унија. Она што е важно е ние да не застанеме со работење, да ја подобриме севкупната економска ситуација, да го подобриме квалитетот на живот, да донесеме подобри закони, да донесеме подобри мерки, да одиме напред, да направиме подобра бизнес клима. Визите сега ги завршивме, на 19 почнува визната либерализација, така што тоа е нашата задача, тука да нема статус-кво. На тој дел да се продолжи со реформите, со оние работи што се ветени, да се исполнат, некои се исполнети, некои се исполнуваат, некои доправа, треба да се исполнат, така што ние и пред 10 години не сме биле во Европска унија и во НАТО, ама од 10 години порано до сега имаме многу промени во земјата и многу подобрување. Така што паралелно треба да се бориме земјата да си ја направиме Европа, мерките што ќе ги направиме да бидат европски, законите да не бидат европски, условите за работа, за бизнис, за судство, за администрација и така натаму да ги подобруваме и паралелно да се бориме да добиеме деблокада од ова што го имаме сега за и формално да се приклучиме на НАТО. Ние на некој начин ги имаме преземено врските за НАТО, затоа што имаме процентуално гледано по глава на жител, мислам дека сме пета земја број на испратени војници во Авганистан и имаме и процент каде повеќе од самата Грција. Значи, ние врските ги преземавме, но уште го немаме добиено правото да станеме членки. Еден ден ќе дојде и тоа. Ништо не останало закопано на едно место и без да се придвижи. Нештата се движат, но човек мора да вложи енергија, напор и да се бори понатаму. Не смее да застане. Господин премиер, ви благодарам за овој прв дел од разговоров. Сега ќе направиме една кратка пауза. Малку ќе одиме со реклами и малку ќе одиме со